Болка и солзи ноќва пред кочанската дискотека Пулс. Семејствата и граѓаните одадоа почит на загинатите. Точно во 2 часот и 32 минути се осветли небото пред Пулс, во знак и почит кон трагично загинатите млади лица кои точно пред 1 година на овој ден, наместо дома, замина во вечноста. Семејствата на починатите, преживеаните од трагичниот настан со граѓаните се собраа. И со палење свеќи, свежо цвеќе и 5-минутен молк пред срцињата испишени со имињата на починатите. Тивко со полни очи солзи, грудка во грлото и камен на срцето. Се присетија и ги спомнаа 63 ангели кои невино загинаа на кобниот 16 март 2025. Со прегратки и присетувања, трагедијата останува запечатана во срцата на сите. Болката е неизмерна. Не знам дали постои збор кој е соодветен за трагедијата со која што вие и сите ние се соочивме. Трагедија која што за секогаш ќе остане дел од болката на македонскиот народ. Остана без зборови од страв дека не постои збор што може да го кажам и да биде доволен за да го опише тоа што вие и сите ние го загубивме. Но токму зборовите се тоа што не држи во живот. Борбата на обичниот човек за правда е борба за помнење наспроти заборавот. Сите ние сме заедно во ова. Заедно почнавме и заедно ќе продолжиме. Сакам да се погледнете сите помеѓу вас. Токму вие, семејствата и пријателите, покажавте што значи да не се заборави. Инаку трагедијата се случи точно на овој ден пред 1 година, а истата зеде 63 млади и невини животи. Околу 200 беа повредени и пренесени на лекување на клиники низ повеќе држави. 16 март останува кобен ден, кој Македонија ја зави во црно и остави да тагува без надеж. Дополнителни настани поврзани со трагедијата се очекуваат во текот на денот. Одбележување имаше и во саботата и вчера.